Администрацијата на председателот Барак Обама, според некои аналитичари, била фатена неподготвена по најновите случувања на Блискиот Исток. Тие се прашуваат дали таа е способна да се снајде во овој опасен регион. Затоа, како што велат, на Вашингтон му е неопходен договор за иранската нуклеарна програма. Кога американскиот председател Барак Обама им се обрати на муслиманите во Каиро во 2009 година, тој не слутуваше дека Блискиот Исток ќе се скрши како стаклена кула. Поради хаосот во регионот, од борбите во Сирија, Ирак и Јемен до заладените односи меѓу Соединетите држави и Израел и тензичните преговори со Иран, некои аналитичари упатуваат остри критики према Обама. Ние во тој регион сме во состојба на слободен пат, вели за Политико Джеймс Джефри, кој беше амбасадор во Ирак и советник за национална безбедност на екс-председателот Џорџ Буш. Меѓу острите критики на Обама е и спикерот во представничкиот дом Џон Бенер, кој во минатата недела изјави дека Соединетите држави немаат општа стратегија за да се справат со растечките закани. Имаме сериозен проблем во соочувањето со светот и Америка главно е на маргините, оцени тој. Наитна е ситуацијата во Јемен, земја која до неодамна Вашингтон ја фалеше како пример во борбата против тероризмот. Сега Јемен е на прагот на граѓанска војна. Шиитските хути бутовници ја соборија проамериканската јеменска влада, а Вашингтон се најде во чудна позиција да се бори заедно со Иран против сунитските муслимани на исламската држава во Сирија и Ирак, а во исто време да ја поддржува сунитската кампања против сојузниците на Иран во Јемен. Се поставува прашањето дали Техеран е пријател или не. Тука, според критичарите, Обама нема јасна позиција. Тој игра на двете страни од оградата, пишува Foreign Policy. Згора на тоа, ситуацијата ја отежнуваат и преговорите со Иран, што ги води американскиот државен секретар Џон Кери, кој се надева дека ќе постигне договор за контраверзната иранска нуклеарна програма. Имено токму можностот таков договор пак ги залади односите меѓу Соединетите држави и Израел и го отвори прашањето дали нивното партнерство ќе доведе до безбеден и стабилен регион. Според Wall Street Journal, Египет и Обединетите арапски емирати ја делат загриженоста на Израел и на Саудиска Арабија околу можната промена во односите меѓу Вашингтон и Иран. Во хаосот на сегашната ситуација, еден неименуван представник на Стейт Департментот вели дека евентуален нуклеарен договор со Иран би можело да представува пресвртна точка. Вистината е дека сме блиску до договор кој може да смени играта со оној за кој многумина сметаат дека е најголема закана во регионот – Иран, наведува тој за Политико.